Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Поздрав за повторно дружење, драги редовни, но и нови слушатели. Размислувајќи за тоа која тема да ја отворам како суштинска за трансформација на нашиот живот, ми помогна прашањето дали може да се живее, да се функционира во две различни сфери – небесната и земската. Апостол Павле зборуваше за фактот дека сите работи кои се купени за нас беа во Исус Христос пред почетокот на светот. Сите работи кои ќе ги работиме и исполнуваме. Павле ова го разбра бидејќи тој премина од оваа земската во небесната сфера. Може ли и нас да ни се случи сето тоа? Да, може. А како? Се и во книгата која можеби се наоѓа на некоја полица во вашиот дом. Или можеби се уште не сте ја побарале. Тоа е Светото писмо. Затоа и наречено и свето. Апостол Павле напиша многу за тоа што виде и искуси. Господ Бог одбира некого, мене, тебе. Го прави токму она што не го заслужуваме. И потоа целиот живот се бориме и се спротивставуваме на тоа. Зошто се случува сето тоа? Затоа што не можеме да го примиме она што Христос веќе ни го даде. Доколку вистински сакаме да знаеме кој е во лицето на Христос, тогаш треба да ги следиме неговите зборови. Христос сака да ги тргне ограничувањата што ги имаме. Но неважното е тоа што тој тоа веќе го стори. Всушност, тој никогаш не ни ставил граници. Никогаш. Процесот низ кој што поминуваме во животот доведува до фактот дека војната треба да ја тргнеме од нас и да му ја вратиме на ѓаволот. Знаете ли дека можеме да се спротивставуваме на самите себе? Дел од проблемот е што добриот војник оди во војна, но не дозволува војната да навлезе во него. Да се дозволи војната да влезе во внатрешноста доведува само до уназадување, онеспособување. Не зборувам за борбата, за војувањето. Мора да се бориме. Ако дозволиме војната да навлезе во нас, не неутрализира и ние сме навредени, и тоа што се случува е ние стоиме настрана, надвор од трката. Не смееме да бидеме навредени. Затоа ограничувањата што ги имаме се тргнати. Мора да го оставиме Бог да ја работи својата совршена работа во нас и преку нас. Во нас е засадено некорумпирано, незагадено, чисто семе, за да расте и да не обземе. И тоа чисто семе, Божиот збор, носи трансформација. Не станува збор за убедување. Убедувањето е ментална активност, а трансформацијата е духовна активност. Божиот збор е битката во нас. Тој сака да го нашамари ѓаволот и да го доведе до степен каде што тој сам ќе не напушти и нема да сака да се врати. Ако постојано го правиме ѓаволот жртва,
тогаш ќе дојде момент кога ќе попушти. Но тогаш ние не застануваме тука, туку го малтретираме и никогаш не го оставаме да се одмори. Така што, ако го избркаме од нашата куќа и гледаме дека си прави куќичка во дворот, одиме, ја земаме куќичката и ја фрламе надвор од дворот. А ако се соберат повеќемина, наши пријатели, и одлучат и тие да го избркаат, тогаш имаме мирно соседство, мирен град. Прашањето е како ќе го направиме тоа? Мораме да ја тргнеме војната од нас, на вредата. Исус многу зборуваше за ова. Например, во Матеј 13 глава. И како излезе Исус, тој ден од куќата седна покрај морето. И се собра околу него многу народ, така што он влезе во кораб и седна, а целиот народ стоеше на брегот. Им говореше многу во параболи, велејки: Ете, излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна паднаа покрај патот. Долета птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набргу проникнаа, оти земјата не беше длабока. Но што ми изгреа сонцето, тие свенаа, па како да немаа корен, си сушија. Некои паднаа во трње, израсна трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. И кога се приближија до него учениците му рекоа: Зошто во параболи им зборуваш? А он им одговори и рече: Зашто вам ви е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Оти кој има ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема ќе му се земе и она што го има. Зато им зборувам во параболи. Оти гледаат и не видјаваат, слушаат и не чујат, ниту пак разбираат. И над нив се исполнува пророкувањето на Исаија, кое вели: Со уши ќе чуете и нема да разберете, со очи ќе гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слушаат и ги затвориле очите своји да не би некогаш со очи да видат и да ушите да чујат и со срцето да разберат, да не се покајат и да не ги исцелам. Вашите пак очи се блажени, оти гледаат и ушите ваши бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаат да видат што гледате вие и не видоа, и да чујат што слушате вие и не чуја. Вие пак чујте ја параболата за сејачот. При секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граби посеаното во срцето негово. Ете, тоа означува посеаното покрај патот. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима. Но нема во себе корен и е непостојан. Настане ли жалост или гонење заради словото и веднаш се соблазнува. Посеаното пак во трње е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото и тоа останува без род. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, а трет 30. Мора да го разбереме ова за себе. Ние сме најдобрата инвестиција што Господ Бог ја има направено. Тој го направи потребното истражување и заклучи дека ти, јас, сме најдоброто место за да се стави, да инвестира се што има. Тоа го направи со Исус Христос. Нема разлика помеѓу личноста на Исус и зборот. Неговиот персоналитет ќе не обземе и нас. Имаме ли плодна почва, односно плодно срце, во кое ќе се посее Божиот збор? Ќе го прифатиме ли, например, стихот од Повторени закони, 15.4? А на братот твој, прости му го долгот, за да нема кај тебе сиромав, зашто Господ ќе те благослови во онаа земја, која Господ, твојот Бог, ти ја дал како дел, за да ја добиеш во наследство. Тоа е вистината. Како го разбираме ова? Веруваме ли во кажаниот Божји збор? Веруваме ли дека сме и имаме право да бидеме богати, а не сиромашни?
Доколку не веруваме, односно не го прифатиме ова, тоа не го прави невистинито. Во небесата, во рајот, постои целосна, апсолутна вистина. Никаква друга, поинаква. Господ напиша книга за тебе, за мене. Испланира се. Во псалмите пишува: сите патишта мои си ги предвидел. Уште зборови не ми дошле до јазикот мој, ти, Господи, веќе ги знаеш. Зашто ти си ме создал и си ја положил раката своја врз мене. Зашто ти си ја создал мојата внатрешност и ме прифати од мајчината ми утроба. Твоите очи го видоа зародишот мој и во книгата Твоја се е запишано за мене. Дури деновите мои се забележани кога уште не постоеше ниеден. Што значи? Тоа семе на богатство треба да се посее. Ќе го отвориме ли нашето срце за тоа семе или ќе се сомневаме?
Свесни ли сме сега зошто гледаме на нештата поинаку? Затоа што не осознаваме дека Господ ги создал нештата и нас и инвестирал во нас најубави работи. Неговата вистина е востановена за секогаш. Замислете, испланирал се за мене, за тебе, и тоа само најдоброто. Затоа, за да немаме пречки, потребно да ја тргнеме креираната од ѓаволот војна од нас и да му ја вратиме нему, да му ја поставиме на чинија неговата креирана обесхрабреност, разочарување. Господ ни дава охрабрување, а просторот и разликата помеѓу храброста и обесхрабрувањето ја пополнува Исус. И што заклучуваме? Дека нашите ограничувања не ги ставил Господ, туку ѓаволот. Запомни го ова. Затоа, нема потреба да се прават непотребни и неосновани обвинувања за Господ. Обвинувањата да ги упатиме кон лажгото, крадецот, манипулаторот, ѓаволот. Како гласи стихот? Ѓаволот е тука за да украде, да убие и уништи. Исус Христос ја пополнува разликата, просторот помеѓу храброста и нас. Доколку тој простор не е пополнет, настанува разочарувањето. Зошто Исус го прави ова? За да стигнеме до нашата дестинација, да го исполниме напишаното за нас, бидејќи овој е скршен и расипан свет. Кога сме наново родени, минатото целосно се брише и ние сме нови битија. Така што, затворете го просторот. Пополнете ја разликата помеѓу вас и посекуваното здравје, финанси, просперитет, љубов и така натаму. Друг аспект што е важен е тоа што се чувствуваме мали, притеснети. Се трудиме, но сепак не оди. Велиме дека се трудиме, правиме се што е потребно и пак исто. Но во рајот не постои зборот обид или се трудам. Господ никогаш не се обидувал. Се што направил, направил совршено. Се што изговорил, го изговорил и со тоа создал. Истото важи за нас. Во Мати 12 глава пишува: И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Оти по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. И зошто нашиот свет е толку мал? Затоа што живеам јас и само јас, сам во него. Тогаш, кое е решението? Ќе научиме да функционираме, да живееме, да оперираме во двете сфери истовремено, во небесната и земската. Има ли пример кој може да ни покаже како да се живее на тој начин? За наша радост има. Исус Христос живееше на таков начин, ни покажа како. А што би направиле ние? Би воделе војна. Зошто? Затоа што не сме го запознале небесниот татко. Кој ни го доближи небесниот татко? Кој правеше тоа што ќе му речеше небесниот татко? Исус Христос. Во Јован 12 глава пишува: А Исус подигна глас и рече: Кој верува во мене, не во мене верува, а во оној кој што ме пратил. И кој ме гледа мене, го гледа оној што ме пратил. Јас како светлина дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина. И ако некој ги чуе зборовите мои и не поверува, јас нема да го судам, оти не дојдов да го судам на светот, туку светот да го спасам. Кој што се откажува од мене и не ги прима зборовите мои, има кој да го суди. Словото што го кажав, тоа ќе го осуди во последниот ден. Зашто јас сам од себе не зборувам, но Отецот кој ме прати, Он ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. И знам дека заповедта некова е живот вечен. А она што зборувам јас, го зборувам така, како што ми рече Отецот. Го добивме одговорот и решението, нели? Што значи, за секоја ситуација во нашиот живот, чиј пример треба да го следиме? Исусовиот пример. А како? Читајќи го она што тој го кажа и направи. Светото писмо е упатство, учебник. Исус е Господар во двете сфери. Затоа,
ни предстои испитување на нас самите. Како размислуваме, во кој правец одиме? Размислуваме ли како Господ или за жал како ѓаволот? Има што да се работи кај нас, нели? Мора да се соочиме со вистината. Твојот свет ќе се зголеми доколку Господ влезе во него. Исус рече: ако ме сакаш, ќе ги почитуваш моите заповеди. Прави она што ќе ти речам. Ако го правиш тоа, јас и мојот татко ќе дојдеме при тебе и ќе се вселиме. Па, драги мои, не е и толку комплицирано. Што мислите? Ве оставам со убава мисла до следното издание на Елиезер. Елиезер.